Книгата на Енох, древен религиозен текст. Книгата на Енох како извор на инспирација и мистерија. Книгата на Енох е еден од најинтересните и најконтроверзните апокривни текстови во христијанството. Таа не е дел од канонските библиски книги, но има огромно влијание врз разни религиозни и мистични учења низ вековите. Пророштва и визии. Книгата на Енох содржи пророштва и визии за судот на Бог над ангелите и човештвото, како и за идниот Месија. Ова ја прави важна за разбирање на апокалиптичната мисла во еврејската и христијанската традиција. Ке се потрудам да ви представам јасен и концизен преглед на книгата на Енох, фокусирајќи се на најинтересните и најрелевантни аспекти за широката публика. Видеото ќе им биде посебно интересно на сите оние кои се заинтересирани за религија, митологија и историја. Дали книгата на Енох е вистина или фикција? Ова е отворено прашање, а одговорот зависи од личниот пристап на секој поединец. Дали книгата на Енох е опасна? Не постои доказ дека читањето на книгата на Енох е штетно. Сепак, важно е да се пристапи кон неа со критички дух. Врската меѓу книгата на Енох и други апокривни текстови. Книгата на Енох не е единствениот апокривен текст кој се занимава со космологија, ангелска хиерархија и есхатологија. Многу други апокрифи, како што се книгата на Енох македонска, книгата на Енох еврејска, книгата на Даниел етиопска и книгата на Енох сирска, содржат слични теми и мотиви. Овие текстови често се поврзани со гностицизмот, кабала и други езотерични традиции. Сите овие текстови споделуваат интерес за космичките мистерии, падот на ангелите, крајот на светот и судбината на човештвото. Книгата на Енох е древен религиозен текст составен од повеќе делови. Прва книга на Енох. Книга на стражарите. Книга на параболи. Астрономската книга. Книга на соништа. Писмото на Енох. Историски контекст. Се верува дека книгата била напишана помеѓу 350-та и 100-та година пред новата ера од различни автори и била зачувана главно во македонската и етиопската традиција. 1. Вовед во книгата на Енох. Кој бил Енох? Според Библијата, Енох е старозаветна личност што живеела пред големиот потоп и е седмиот патриарх, почнувајќи од Адам. Тој е потомок на Сит, син на Јаред и татко на Матусалем, дедо на Ламех, прадедо на Ное. Енох е еден од ретките луѓе во Библијата за кои се вели дека одел со Бог и дека Бог го земал кај него без да умре кога бил однесен кај Бога бил на 365 годишна возраст поради неговото благочестие. Ова е опишано во Битие 5, 24 стих. Енох е опишан како човек кој бил вознесен на небото и таму добил посебно знаење од ангелите и од самиот Бог. Неговото пророштво Господ доаѓа со 10.000 своји свети ангели за да изврши пресуда над сите, ди е пренесено во новозаветниот текст. Како награда за неговото благочестие и вера, Бог го зел го од земјата, ослободувајќи го од смртта предизвикана од гревовите на неговите прародители. Неговото појавување, заедно со пророкот Илија, се очекува пред второто Христово доаѓање. Содржината на книгата. Книгата на Енох е полна со мистични виденија, астролошки знаења, ангелска хиерархија. Пророштва за крајот на светот и судбината на човештвото. Текстот во сегашната форма е резултат на многувековно развивање и додавање по потреба на луѓето од сенка кои владеат со светот. 2. Авторството и преносот на текстот. Традицијата го припишува авторството на самиот Енох, но научниците се сомневаат дека вистинскиот автор бил Енох, бидејќи како што тврдат научниците текстот бил напишан многу подоцна. Пренос на текстот. Книгата била зачувана преку ракописи и предавања во различни религиозни заедници како македонската, вклучувајќи ги етиопската православна црква и некои рани други христијански групи. Паралелот помеѓу книгата на Енок кој одел со Господ како седми поред после Адам и пред големиот потоп и богмилството. Богмилството се појавува некаде кон крајот на 9-тиот и почеток на 10-тиот век после Христос во Македонија. Предавањето, книгата се предавала усно и писмено низ генерации. Во различни верзии на хебрејски, арамејски, македонски и други јазици. Многу од овие верзии се изгубени или фрагментарни. Вашите прашања и одговори.
1. Краток вовед во богомилството. Богомилството е дуалистичко религиозно движење кое се појавува во Македонија. Богомилството и книгата на Енох. Има паралели меѓу учењата на богомилите и одредени елементи од книгата на Енох, особено во однос на дуалистичката космологија и критиката на црковната хиерархија. Сепак, не може да се каже дека богомилите директно ја копирале книгата на Енох, туку дека и двете учења се одраз на широк спектар на езотерични и гностички идеи кои циркулирале во тоа време, како на пример кон крајот на 9-тиот и почетокот на 10-тиот век. Богомилите верувале дека материјалниот свет бил создаден од злото, ѓаволот, а не од Бог, што тоа е видливо и денес, дека луѓето си ја продаваат душата на ѓаволот за материјално богатство и слава. Оваа разлика во основното теолошко разбирање довела до тоа богомилите да бидат сметани за еретици од страна на официјалната црква. Ова може да биде причина за тоа што книгата на Енох била исклучена од канонот, бидејќи може да поттикнува различни теолошки идеи. Богомилите и Енох. Паралелата меѓу праведноста на Енох и учењето на богомилите е интересна, но важно е да се разбере дека богомилите се дистанцирале од многу традиционални христијански концепти, вклучувајќи го и отфрлањето на крстот и црквата. Богомилите оделе по свој пат на разбирање на светот и Бога, што значително се разликува од старозаветното разбирање на праведноста на Енох. Движењето го започнал попот Богомил за чие постоење нема сомнение. Тешко е точно да се одреди каде се појавува ова движење. Но сигурно е дека се појавува во Македонија. Според легендата, попот Богомил бил по потекло од селото Богомила, Велешко, а живеел и се криел на планината Бабуна. 2. Зошто Бог не го прибрал при себе и поп Богомил како Енох, ако и тој праведно одел со Господ? Ова е теолошко прашање на кое нема едноставен одговор. Секој човек има свој духовен пат и Бог суди според своите мерки. 3. Зошто црквата ја отфрли книгата на Енох? Црковен став. Официјалната црква ја отфрли книгата на Енох поради нејзината апокалиптична природа и разлики со канонските текстови. Се сметало дека може да предизвика теолошка конфузија или да поддржи еретички учења. Контроверзии. Поради нејзината апокалиптична содржина и разлики со канонските текстови, книгата била исклучена од Библијата во повеќето христијански цркви, освен во Етиопија. Текстот на книгата на Енох, како што го познаваме денес, е зачуван главно во етиопски ракописи и во некои рани македонски писанија. Тврдењата дека една верзија на книгата на Енох е напишана од Богомил се интересни, но на владетелите од Сенка такво тврдење не им одговара. 4. Македонска верзија на книгата на Енох. Има теории дека во Македонија постоела посебна верзија на книгата на Енох, поврзана со богомилството. Оваа теорија е документирана и се базира историски извори. Книгата на Енох е фасцинантно дело кое векови наназад ги интригира читателите. Таа нуди длабок увид во религиозните и културните процеси во антиката и средниот век. Врската меѓу книгата на Енох и други апокривни текстови. Апокривни текстови во контекст. Апокривни текстови се религиозни книги кои не се вклучени во официјалниот канон на Библијата. Многу од овие текстови, вклучувајќи ја и книгата на Енох, се занимаваат со теми како апокалипсата, ангелите и паднатите ангели на ѓаволот и самиот ѓавол. Сличности со други апокривни текстови. Еве некој пример како книгата на Енох со други апокривни книги, како што се книгата на Јубилеите, книгата на Варух и втората книга на Езра. Овие текстови, како и книгата на Енох, често обработуваат слични теми за небесните откровенија, казните на ангелите и судот над светот. Влијанието на книгата на Енох врз развојот на езотеричните учења. Езотерично учење и Енох. Езотеричните учења се оние кои содржат скриени или тајни знаења, достапни само за одбрана група на луѓе. Книгата на Енох, со своите мистични визии и откровенија, станала основа за многу езотерични учења во различни традиции. Кабала и мистицизам. Во еврејската кабала, фигурата на Енох е поврзана со ангелот Метатрон, кој се смета за највисокиот ангел и посредник помеѓу Бог и луѓето. Ова представува пример за тоа како Енох бил интерпретиран во мистичните учења. Христијански и гностички влијанија. Во христијанскиот гностицизам, книгата на Енох и нејзините теми биле вклучени во учењата за двојственоста на материјалниот и духовниот свет и за борбата меѓу доброто и злото. Некои езотерични христијански групи го гледале Енох како модел на човек кој постигнал божествено знаење.
Популарноста меѓу уфолозите и конспиративните теории. Некои уфолози и теоретичари на заговори ја интерпретираат книгата на Енох како доказ за древни вонземски посети. Ова е дел од пошироката тенденција да се толкуваат старите текстови во светлината на современи феномени. Заклучок и размислување. Современото значење на книгата на Енох, иако книгата на Енох не е дел од канонската Библија, таа нуди уникатен поглед на древното религиозно мислење и пророштва. Денес, таа е предмет на изучување и размислување за историчарите и теолозите. Прашање за публиката: што мислите вие за книгата на Енох? Дали треба да биде дел од канонската Библија или да остане апокрифен текст? Оставете коментар со вашите размислувања. Книгата на Енох останува мистериозен текст, но таа не треба да се гледа како закана за верата. Таа нуди интересен поглед на древното разбирање на светот и религијата, но треба да се чита со разбирање на нејзиниот историски контекст. Прашање за гледачите. Дали мислите дека апокрифните текстови како книгата на Енох треба да имаат место во нашите современи верски и духовни дискусии? Дали тие ни нудат нешто што не можеме да го најдеме во канонските текстови? Напишете ги вашите размислувања во коментарите. Ви благодарам што бевте со мене и за вашето одвоено драгоцено време, и не заборавајте да се претплатите за повеќе вакви содржини. Доколку сакате видеа на различни фасцинантни теми, например од историски мистерии до необични теории или на некоја друга тема, слободно пишете во коментар. Би ми било драго да го прочитам и вашето мислење. Канал Тампес ке се потруди да ви презентира во сите видеа концизни објаснувања и ефикасно да ви ги доставува клучните информации. Се гледаме наскоро со нови интересни анализи.